Молчешком со насолзени очи, но со високо кренати фотографии од своите загинати чеда. Мајките од Кочани, чии деца настрадаа во пожарот во дискотеката Пулс, и денес побараа правда за трагичниот случај што ја потресе македонската, но и светската јавност. Инспекциите спиеле, децата не се разбудија. Бараме правда. Не чекајте твоето дете да биде следно. Се дел од пораките кои семејствата на загинатите ги упатија кон надлежните пред полициската станица, општината и пред судот во Кочани, јасно порачувајќи дека продолжуваат да бараат праведна и неселективна истрага. На денешниот 5-ти поред протестен марш за ангелите, семејствата и блиските на трагично загинатите уште еднаш посочија дека се свесни за корупцијата и криминалните дејства кои се случувале во дискотеката на смртта. Татко на загинато момче од Кочани ги повика родителите да не молчат повеќе, туку да зборуваат, бидејќи, како што рече, убијците не ги зедоа децата, а не Господ. Јас веќе не сум татко од 16 март до ден денеска и нема да бидам никогаш татко. Зашто јас имам 60 години, повише татко не можам да бидам. Каков татко ќе бидам? На 60 години може ли човек татко да стане? А од кој не сум више татко? Од кој? Не од арамиите, од убијците наши укочени, од убијците. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Тоа се најмалку 115 години. Во однос на истрагата која се уште е во тек, јавното обвинителство најави дека истата ќе заврши во законски предвидениот рок од 90 дена, односно најдоцна до 17 јуни. Во постапката за случајот според министерот за внатрешни работи, до сега има над 60 на осомничени лица. Согласно информациите кои што ги имам, сега во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан и не би имал што да додадам во овој момент. Истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство. Штом има нови моменти, јавноста од страна на јавното обвинителство ќе биде запознаена за сите оние чекори кои што ќе следат веднага. Семејствата на жртвите остануваат на ставот дека бараат независна, темелна и неселективна истрага и најавија дека доколку не ја добијат правдата во земјава, тогаш ќе ја бараат пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Прошка нема, но правда мора да има. Ова беше напишено на еден од транспарентите на денешниот 5-ти поред протестен марш за ангелите во Кочани, кој што заврши токму овде пред зградата на основното јавно обвинителство и основниот суд во Кочани. Инаку, семејствата на трагично загинатите денес ја одбија поканата да се сретнат со премиерот Мицкоски на 13 мај, а причината за одбивањето според соопштението е доцнењето на поканата, бидејќи тие претходно побарале средбата да се одржи во Кочани, затоа што сметале дека тоа е разумно и оправдано, особено што дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од најголемата трагедија со 62 загубени млади животи.